Ви посакувам топло добре дојде на сите вас кои во моментот се наоѓате пред вашите ТВ екрани и ова неделно утро и со нетрпение очекувате да започне новото издание на емисијата Урбан Блок, што ние овој пат подготвивме за вас. Дознавате од краткиот преглед на денешното издание. Во новиот Урбан Блок ќе ви помогнеме да го надминете стравот, зборуваме за женско здравје и ви помагаме при изборот пилатес или јога. Останете тука, по рекламите почнува новиот Урбан Блок. Жените и нивното здравје беа во фокусот целиот изминат месец, но жените и нивното здравје би требало да бидат во фокусот целата година. Грижата за сопственото тело треба да биде приоритет за секоја жена. Сепак, поради бројни грижи и недостаток на време, понекогаш жените знаат и да се занемарат себе си, а со тоа и своето здравје. Повеќе на тема жените и женското здравје зборуваме во продолжение со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. Кога станува збор за превентивни прегледи, што би порачале нашите гледачи, на сите луѓе, нели? Превентивниот преглед не значи како сега, значи стрес дека треба да одиме да видиме дали веќе нешто се случило, некоја промена, како во случајов, нели, овој месец е месец на женското здравје. Не треба да биде страв и стрес да не случајно имаме некакви промени на дојките кај нас жените. Тоа всушност треба да ни биде едно потсетување дека секој од нас треба да води сметка за своето здравје без разлика дали е декември, јануари или септември или октомври. Зошто? Затоа што во секојдневниот живот се забораваме, малку повеќе се забораваме себе си. Жената најчесто е и мајка, така да таа дома има улога на мајка, се грижи за децата, се грижи за домот, се грижи за кујната, се грижи за она што се случува на работа. Животот сепак не е тоа. Животот не е само водење сметка за сите околу, не е грижа. Животот треба да биде начин на живење и доживување на секој момент, на ова убаво искуство. Животот е нешто сосема друго. Идејата си ја создаваме самите. Сега кај нас од таа намера и со таа причина и овој месец и наредниот месец направивме сосема еден друг фамилиарен пакет во кој што секој од семејството ќе може да си направи еден превентивен преглед во кој што ќе може да се види функцијата на сите тие органи, всушност на целиот организам. И на крајот што е поентата, секој од нас треба да работи на своето здравје за да биде да се чувствува убаво, да живее квалитетно, да биде здрав, да не дојде до некаков здравствен проблем. Здравствените проблеми се всушност реално на крај последица од не грижа за самиот себе. Затоа не треба да биде месец на женско здравје, туку треба да биде година за година грижа, нели, за сопственото здравје. Тоа е во основа пораката. Ајде нека биде месецот како символика за идејата да биде тоа продолжено или во текот на цела година. Тоа е само едно потсетување, нели, на некој начин, дека секој од нас треба да работи на себе, да биде свесен. Како се чувствува, во каква состојба му е телото, што да превземе на таа тема. Дека во неговиот живот постојат не само семејството и луѓето и околината и работата, туку постоиме ние самите. И овој живот е наш живот. Поентата е да научиме како да живееме поубаво и поздраво. Без страв. Да, без страв. Кај нас на овој диагностички преглед ние не гледаме дали имаме некакви канцерогени промени, тоа мораме, нели, да го дефинираме, затоа што се мери функција на сите органи. Тоа што значи ќе видиме дали некои системи се многу слаби, дали таму треба да се подобрат, дали имаме проблем со спиењето, со нервниот систем, со имуниот систем, репродуктивниот систем, коски зглобови. Меѓутоа, какви промени да има, може да се работи на нив и може да се делува на регенерација, враќање во нормална функција, подмладување и се останато што ни треба. Дури да има проблем, може да се третира и може да се реши. Тоа е најважно од се. Тоа ми беше и поентата. Значи, не треба со страв да се гледа на превенцијата. Не треба месецот на женско здравје да биде страв. Леле, овој месец треба да се проверам страшно нешто. Не функционира така. Не треба така. Всушност и машкото здравје и истото се случува, нели? И на таа проблематика, истата порака е. Секој од нас кога има некаков проблем, имаме и тенденција како луѓе да си
избегнеме да си признаеме дека имаме проблем. Тие се осетливи органи кои што знаат порано да затајат со функционирање од останатите органи. Затоа и повеќе се обрнува внимание на тие системи всушност и кај мажите и кај жените. Во основа апелот е за превенција, не во смисла на превенција од болест, него одржување надградба на здравието. Значи, не само со возраста, него и менталната состојба таа која што прави многу проблеми и кај мажите и кај жените. Кај мажите се манифестираат на еден начин, можеби повидлив, но кај жените се манифестираат на друг начин. Сакам да кажам, треба да се раскажат некои табуа и треба малку да се размислува на друг начин. Како последица на денешниот начин на живот, често пати знаеме да се почувствуваме непријатно, па дури и уплашено. А зошто се појавува стравот и како да го победите, ви откриваме во следните неколку минути. Замислете дека во моментот кога ќе излезете од вашиот дом, срцето почнува да ви чука силно. Со секој чекор потењето на дланките се зголемува, крвниот притисок се крева, зуењето во ушите се јавуваат вртоглавица и несвестица. Токму така се чувствуваат луѓето кои се соочуваат со агорафобија. Стравот од неконтролирани места и ситуации. Стравот е често присутна емоција во секојдневниот живот на човекот. Секој од нас има барем еден страв со кој се соочува. Може да има различни причини и да биде поврзан со различни ситуации, од клаустрофобија и социјална анксиозност, па се до страв од неизвестност и губење на контролата. Во некои случаи стравот може да биде многу интензивен, да го ограничува животот на луѓето, додека во други случаи тој може да биде прикриен и под контрола. Некогаш чувство на престој во сенка, судено според околината, денес стравот од јавни места е проблем со менталното здравје, за кој може отворено да се зборува и да се справите со него. Што е агорафобија? Тоа е едно од анксиозните нарушувања кои вклучуваат страв од ситуации во кои може да биде тешко да се избега или да се побара помош, во случај на напад на паника или непријатност. Често слушаме дека агорафобија се изедначува со страв од отворени простори, но тоа не е сосема точно. Стравот е предизвикан од места или ситуации што лицето ги оценува како небезбедни и надвор од зоната на лична удобност. За некого тоа е преполно јавно место, а за некој друг може да биде јавен превоз, трговски центар, било каква редица, влегување во тунел. Во особено тешки случаеви, напуштањето на домот без придружба може да стане речиси невозможно. Досега истражувачите не знаат што предизвикува агорафобија. Единственото нешто што науката досега успеа да го утврди е дека е поврзано со напади на паника. Дури 1/3 од луѓето кои имаат напади на паника исто така развиваат агорафобија. Сепак тоа не значи дека овој вид анксиозност не може да се развие сам по себе. Стравот го представува она нешто кое сметате дека може да ве повреди и некако да ви наштети. Тоа значи дека кога ќе дојдете во ситуација која има основа да развие нешто што ќе ве повреди, вашиот мозок подсвесно развива теории и ги детектира предупредувачките знаци, кои кај вас се манифестираат како стрес, потење, тешко или забрзано дишење и слично. Во зависност од тоа за што станува збор, стравот може да биде постојан и на ниско ниво или интензивен и на повисоко ниво. Сите понекогаш имаме благ напад на паника или чувствуваме вознемиреност поради големи толпи и непознати места. Но кај луѓето со агорафобија, овој страв е толку силен што ги блокира нивните секојдневни активности. Клинички наброени, симптомите на агорафобија се болка во градите или забрзан срцев ритам, страв и треперење, хипервентилација или тешкотии при дишење, вртоглавица и несвестица, ненадејни налети на студ, црвенило на лицето, прекумерно потење, стомачни тегоби. Но луѓето со агорафобија ќе ви кажат дека тоа не е ни најлошото нешто што ви се случува. Чувствуваш како твојот живот да е ставен на пауза додека сите други продолжуваат. Тоа е неверојатно неспособувачко, нешто што мислам дека човек може да го разбере само откако ќе го искуси самиот. Тешко е од многу причини, од кои една е што никој не ве разбира, а некои дури ќе ве осудуваат и ќе речат дека сте мрзеливи или го правите тоа за внимание. Само помислата да ја напуштите куќата е доволна за да ве нападне паника. Се чувствувате многу осамено и како да сте товар за сите други. Доколку често се чувствувате преоптоварено, вознемирено или панично при помислата да ја напуштите куќата, гужвите јавниот превоз или други ситуации од кои би ви било тешко да се извлечете, ова навистина може да биде знак на агорафобија. Симптомите може да вклучуваат забрзан срцев ритам, потење, тресење, вртоглавица и други напади на паника.
Доколку овие симптоми ве натераат да ги избегнувате таквите ситуации и го саботираат вашиот секојдневен живот, би било добра идеја да побарате стручна помош. Само лекар или психотерапевт може да постави точна дијагноза и да понуди соодветни третмани. Клучот за борба против агорафобија е постепено враќање на самодовербата. Со помош на терапевт, лекови и мали чекори, постепено ќе вратите контролата врз сопствениот живот. Поддршката од околината е вредна. Само третманот на агорафобија бара комбинација од психолошка и, доколку е потребно, фармаколошка поддршка. Првиот и најважен чекор е психотерапија, која му помага на лицето да ги идентификува и промени образците на размислување, што предизвикуваат страв и вклучуваат постепено изложување на ситуации што предизвикуваат анксиозност. Во потешки случаи, лекарот може да препорача лекови, како што се антидепресиви или анксиолитици, за ублажување на симптомите на паника. Исто така, техниките на дишење, релаксација и поддршка од блиските играат важна улога, бидејќи чувството на разбирање и сигурност го олеснува процесот на закрепнување. Многу пати досега сме зборувале за тоа дека физичката активност е клучен фактор за здравието на секој од нас. Пилатес или јога? Кој е подобро за жените над 35-та година, дознавате во прилогот кој следува во продолжение. Сакале да признаеме или не, по 35 годишна возраст телото неизбежно се менува. Метаболизмот се забавува, мускулната маса полека се намалува, а хормоналните промени може да влијаат на енергијата, расположението и квалитетот на спиење. Токму затоа физичката активност е клучна, не само за изгледот, туку и за здравието и долговечноста. Две дисциплини кои често се споменуваат кога станува збор за здраво функционално тело се пилатес и јога. На прв поглед тие изгледаат слично, два вида вежби сфокусирани на свесно движење, дишење и контрола на движењето. Сепак постојат разлики помеѓу нив кои може да бидат клучни при изборот. Па тогаш пилатес или јога, која е подобрата опција за жени над 35 години? Пилатес е систем на вежби дизајниран од Џозеф Пилатес на почетокот на 20 век со цел зајакнување на телото од внатре кон надвор. Фокусот е на зајакнување на мускулите на јадрото, абдомен, долен дел од грбот, колковите, карлицата, што обезбедува стабилност и го подобрува држењето на телото. Вежбите се изведуваат на подлога или специјални уреди како што се реформатори, а движењата се контролирани, прецизни и често повторувани. Јогата од друга страна има 1000 годишна традиција и комбинира физички пози и техники на движење со медитација. Иако постојат многу стилови, од лесна хата јога до динамична вињаса, сите тие ја делат целта за поврзување на телото, умот и духот. Јогата не е само физичка активност, туку и начин на живот што промовира рамнотежа, смиреност и свест. За жени кои сакаат да ја подобрат силата да го обликуваат телото и да се ослободат од болките во грбот, пилатес е исклучително ефикасен. Зајакнувањето на јадрото го намалува притисокот врз ребетот и помага при лошо држење на телото, што е особено важно за оние кои седат многу. Пилатесот исто така ја подобрува флексибилноста, но без прекомерно истегнување кое понекогаш може да ги оптовари зглобовите. Другата предност е што пилатесот дава видливи резултати многу брзо. По само неколку недели ќе забележите подобро држење на телото, потврд стомак и полесно извршување на дневните движења. За жени кои сакаат дефинирани мускули, но не и гломазен изглед, пилатесот е одличен избор. Јогата е моќен сојузник во борба против стрес и хормонална нерамнотежа. Асаните и техниките на дишење го смируваат нервниот систем, ја подобруваат концентрацијата и помагаат во одржување на нивото на кортизол, хормонот на стрес, под контрола. Покрај тоа, јогата ја зголемува флексибилноста, ги зајакнува мускулите и ја подобрува рамнотежата, што го намалува ризикот од повреди и проблеми со зглобовите во подоцнежни години. Една од посебните предности на јогата е незиниот ефект врз внатрешните органи. Одредени пози ја стимулираат циркулацијата, ја промовираат детоксикацијата и го подобруваат варењето на храната, што може да биде вредно во периоди кога метаболизмот природно се забавува. Ниту пилатес, ниту јога не се кардиовежби, но и едното и другото може да придонесат за губење на тежината, особено кога се комбинираат со здрава исхрана и побрзи форми на вежбање, како што се брзо одење или возење велосипед. Пилатесот согорува повеќе калории за време на часот, особено ако се прави на опрема или со подинамично темпо.
Јогата сепак може да влијае на регулирање на апетитот и хормоналната рамнотежа на дол крок, што индиректно помага во одржување на здрава телесна тежина. Изборот помеѓу пилатес и јога зависи од вашите цели, здравствена состојба и лични афинитети. Ако сакате побрзи видливи резултати во тонирање на вашето тело, сакате да го зајакнете вашето јадро и да се ослободите од болките во грбот, пилатесот може да биде подобра почетна точка. Ако барате начин да го смирите умот, да ја подобрите флексибилноста и да го зајакнете вашето тело во исто време, веројатно повеќе ќе уживате во јога. Исто така е важно каква енергија сакате од тренингот. Пилатесот е фокусиран, прецизен и динамичен, дава чувство на сила и контрола. Јогата е пофлуидна, интроспективна и ве поврзува со вашиот сопствен ритам на дишење, што може да биде терапевтско. Не мора да има строга поделба. Многу жени комбинираат пилатес и јога за да го извлечат најдоброто од двата пристапа. Например, 2 часа пилатес неделно можат да изградат сила, додека 1 или 2 часа јога помагаат во одржување на флексибилност и ментална рамнотежа. Комбинацијата на овие дисциплини обезбедува холистички пристап кон здравието. Што и да одберете, важно е да сте физички активни и да внимавате и да се грижите на себе. Патувањето значи, меѓу другото, да го наблюдуваме светот околу нас, како тој постојано се менува. Доколку сакате да доживеете ваква појава, најдобро би било да го посетите Лондон. Ништо не менува ниту нас, ниту просторот што го патуваме како технологијата. Кога еден патник денес ќе дојде во Лондон, наместо чадорите и капите кои некогаш доминираа на уличните пейсажи во центарот на градот, ќе видите луѓе кои брзаат по тротоарите со телефоните во раце. Црвените телефонски говорници, уште еден од символите на Лондон, се уште обстојуваат само во центарот каде се собираат туристи. Нивната единствена функција се чини е да бидат украс за фотографии од туристичките патувања направени со мобилните телефони. Лондонските говорници се пример за тоа како технологијата ја менува сликата на градот. Имено телефонските говорници во кои речиси никој не влегува за да телефонира, се куриозитет кој има ограничен рок на траење. Многу скоро, за 10 или 15 години, ќе има генерација, ако не е веќе, која ќе дојде во Лондон и ќе ги погледне тие чудни црвени кутии од метал и стакло и ќе се запраша зашто ли тие служат. Големите градови, за разлика од провинциските места на арабовите на земјите, живеат и брзо се менуваат. Затоа е интересно да се наблюдуваат од таа перспектива. Нивните промени се и слика за нас самите. Кога еден патник за кого јавните говорници се дел од неговата култура ќе застане пред лондонската говорница, тоа е повеќе од црвена кутија. Тоа е слика од едно друго време кога самиот ставал парички и, например, напнато чекал некој да ја крене слушалката од другата страна. Лондон е повеќе слоен. Тоа е минато, сегашност и иднина на едно место, како неколку други градови во светот. Прошетката по патот Портобело најдобро го илустрира ова. Некогаш само еден од пазарите во Лондон, по филмот Notting Hill со Джулија од 1999 година, полека но сигурно им го отстапува местото на модерните дизајнерски продавници, со интериери дизајнирани од познати архитекти. Сепак, пазарот не исчезнува. Половна облека, почнувајќи од кабаниците на барбери и од времето кога се уште се произведуваа во Англија, а не во Кина, до прекрасните тропски блузи од кралската морнарица, се уште може да се најдат на патот Портобело. Дизајнерска облека, рачно изработена керамика, како и стари правливи униформи на гардата на кралицата, беа поставени една до друга. Пазарот е стар, а дизајнерските бутици млади. Како и се што живее, така и на пазарот ќе му дојде крајот. Пазарот е стар не само затоа што продава стари работи во продавници кои биле дизајнирани со хаотично фрлање работи, туку и според зборовите на луѓето кои работат во тие складишта на спомени. На пазарот има претежно постари луѓе кои зборуваат на необичен, а понекогаш и тешко разбирлив англиски јазик на лондонските предградија, додека во бутиците работат млади луѓе од целиот свет. Она што Лондон го наследил од минатите векови кога бил центар на империите каде сонцето никогаш не заоѓа, е космополитскиот дух. Сите јазици на светот, раси, религии живеат и работат во тој голем град и го создаваат неговиот живот и неговите промени.
Треба да дојдете во Лондон еднаш, втор пат, трет пат. Колку што можете. Гледајќи го како се менува, како старее. Да видите како некои се обидуваат со повеќе или помалку успех да ги обноват старите брегови покрај Темза. Седнете на скалите на плоштадот Трафалгар со грандиозниот споменик на адмиралот Нелсон, кој ја порази француско-шпанската флота во 1805 година и ги постави темелите од кои една мала островска земја стана огромна империја. Потоа упатете се на улицата Регент кон улицата Оксфорд, каде шпанските модни компании целосно ја заменија англиската модна флота. Исто како што Британија на кралицата Викторија некогаш изградила колонијална сила, денес шпанците владаат со комерцијалната површина, каде сонцето никогаш не заоѓа. Посетата на улицата Оксфорд не е само за шопинг, тоа е одлична можност и за посета на раскошните музеи во Лондон. И времето поминато на улицата Оксфорд и незините продавници вреди да се изживее. Тоа е сликата на еден жив град. Лондон на сегашноста. Тука го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат одбравме содржини кои ве задржаа со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела на исто место во исто време, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.